прва седница во собранието на Македонија под маски. Седницата ќе ја води спикерот Талат Џафери, кој иако беше во болница поради плевмонија, сепак е негативен на вирусот корона и ќе претседава со 10-та конститутивна седница на парламентот од осамостојување на Македонија. Џафери вели дека е во добра здравствена состојба. Се чувствувам добро и мислам дека е веќе известно дека јас ќе преседавам со конститутивната седница утре. На дневен ред на седницата има 4 точки. Избор на председател и членови на верификационата комисија на Собранието на Република Македонија, верификација на мандатите на пратениците во Собранието на Република Македонија, избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, избор на председател на Собранието на Република Македонија. Според извори на Алфа, најверојатно ќе се разгледуваат само првите 2 точки од дневниот ред. За 3-та и 4-та точка се поизвестно е дека ќе бидат оставени за наредна седница, кога веќе ќе бидат појасни контурите на новата влада. Иако неофицијално нема да се разгледува 4-та точка. Во теорија, согласно деловникот, пратениците може да предложат име за нов претседател на собранието. Потребни се 20 пратеника за ова, но доколку не се изгласа предлогот кој тие ќе го дадат, во иднина тие 20 пратеника не може да предлагаат ново име, ниту пак нивниот предлог повторно да се разгледува како варијанта за потенцијален претседател на собранието. Собраниската седница според предвидените протоколи и мерки за заштита од коронавирусот ќе се одржи во големата сала со купола. Таму може да биде обезбедено соодветно растојание меѓу пратениците, собраниските службеници и други лица кои треба да се присутни. Но оти нема електронски систем за гласање, ќе се гласа со картончиња кои ќе бидат обезбедени за сите пратеници. На секој што ќе влезе во собраниската зграда ќе му биде измерена телесна температура. Бројот на медиумски работници во законодавниот дом ќе биде ограничен, а активностите во салата ќе се следат во живо преку собранискиот канал и со стримови во живо. Пресконференции ќе бидат организирани во Кристалната сала, каде што би имало доволно простор за одржување на дистанца.